Проектот МАПСИ, македонска активна платформа за социјална инклузија, го започна и општина Пехчево, преку кој општината ќе креира локална стратегија за социјална инклузија на млади и жени. МАПСИ проектот го имплементира Институтот за економски стратегии и меѓународни односи Охрид и партнерската организација Македонско женско лоби од Скопје, а во организацијата на локалните координатори, организацијата на жени од општина Пехчево ја одржа денес првата локална конференција за социјална инклузија на млади и жени. Локалните чинители на конференцијата дискутираа за документите кои постојат на локално ниво, а кои се однесуваат на социјална инклузија на маргинализираните групи во Пехчево. Младите се видливи, жените се видливи, ама се видливи по нивните домови. Да знаеме дека практично и системот ни е таков дека за да излеземе, да станеме видливи, за да се мисли на нашата состојба, на дали на жените или на младите, треба да се направи некаков документ. Знаете дека со движењето на жените, формирањето на Македонско женско лоби, на невладини организации за заштита на женски права, за права родова еднаквост и така натаму, се формираа комисии за еднакви можности врз основа на законот за еднакви можности. Знаеме дека исто така има стратегија, национална стратегија за млади во Македонија, која што од 2011 до 2015 година и заврши, значи беше толку визија, мислам, нејзината трајност, како да кажеме. Знаеме дека тоа е жива материја и треба стратегиите може да бидат долгорочни или краткорочни, така да од оваа година се направи нова стратегија за млади, која што треба и локалните заедници, општините да бидат усогласени со работата со млади во, мислам, врз со таа стратегија. Како што истакна координаторката на проектот Нада Симовска, преку оваа стратегија ќе се постигне едно повисоко ниво на вклученост на жените и младите во креирањето на локалните политики и воопшто во вклученоста во локалните институции. Зашто е потребна стратегија? Многу добро прашање. Навистина се потребни зашто и покрај стратегиите, и покрај законите што ги имаме, ако на локално ниво не се спуштат овие закони, тешко допират до нас, односно тешко си ги остваруваме правата, односно не си ги знаеме правата и можностите. Со стратегијата сметаме дека ќе се направат и акцијски планови по приоритетите кои што ќе произлезат од овие работилници, бидејќи очекуваме дека ќе има активна дискусија, пошто се директно засегнати. Значи имаме чинители од локалната заедница, од здравство, од образование, полиција, центри за социјални работи, онаму кај што има веќе работа со млади и со жени. Проектот МАПСИ е финансиран од четвртата компонента за развој на човечки ресурси од страна на Европската унија. Предвидено е 18 општини да креираат вакви локални стратегии.